Илена, ти благодарам на почеток за одвоеното време, што еве денеска ќе имаме можност да направиме еден разговор за новиот проект Кафе Муабети за Гомор. Благодарам многу за поканата. Јас сум секогаш расположена за добар разговор и верувам дека ќе имаме зашто да си поразговараме. Има една многу убава и причина што еве денеска ќе го правиме овој разговор со кој што ќе започнеме, значи го најавуваме твојот концерт на 15 декември што ќе се одржи во МОП, прв солистички концерт, па да ни кажеш еве што ќе можат оние кои што ќе дојдат и ги покануваме сите оние нели кои што го проследат видеото да дојдат и да го погледнат концертот, што се ќе понуди Елена. Така, концертот ќе се случи на 15 декември, тоа е мој прв голем солистички концерт, всушност и наслов е на Запеало Славе Пиле, според еден од моите солистички албуми, тоа беше вториот албум. Подготвена е програмата која што ќе треба да се изведе нели на концертот. Тоа е еден збир на песни кои што се најдоа на сите три носачи на звук, започнувајќи од Кој што ме чуе да пеам, Запеало Славе Пиле и мојот последен албум Никнало цвеќе шарено. Се направи една убава компилација од песни, секако тука се и авторските песни кои што јас ги имам изведено на фестивалите наназад повеќе години, дел од нив се наградени, забележени ке публиката, имав потреба исто така да бидат дел од концертната програма. Се подготвува еден убав, да кажам, музичко, сценски, уметнички концепт кој што јас верувам дека ќе наликува на еден музички времеплов. Зошто? Затоа што се тоа песни кои што се традиционални македонски песни генерално и ќе ги носам низ еден пат од она база од каде што нели потекнуваат од нашата традиција до она современо нели време во кое што живееме, преку авторската музика и преку целото осовременување на песните кои што всушност се дел од албумите кои што добија соодветен музички аранжман со цел нели да се доближи нештото до денешницата или до помладата, да кажам, публика, а сепак да се препознаваат и ке повозрасната публика и на некој начин ќе кажам дека тоа е концерт со музика за сите генерации и за сите вкусови. И секако за сите љубители на македонската народна песна. Кои се твоите очекувања од концертот? Бидејќи ти е прв солистички концерт, дали повеќе имаш трема или повеќе ти представува одговорност? Трема немам, бидејќи јас сум многу сигурна во програмата која што ја изведувам. Тоа е оно што јас најдобро го правам од аспект на стил на музика, бидејќи изведувам повеќе стилови на музика на моите живи настапи. Меѓутоа, овој стил ми е оно што јас велам се чувствувам како дома кога го интерпретирам. Оно што јас како интерпретатор најдобро можам да го искажам преку моите изведби, така да простор за страф и за трема секако нема. Тука соработувам со многу високо професионален тим кој што не ми остава простор да се сомнувам дека нешто ќе биде добро. Многу повеќе одговорност и многу повеќе организација и работа. Просто јас и не знаев дека толку многу ќе треба да се изорганизира еден ваков настан. Бев спремна дека ќе има работа, меѓутоа дека толку многу. Сега се соочив со сите нешта, не сум сама секако. Тука и мојот сопруг и целиот тим кој што стои позади проективе сите овие години. Јас верувам дека се ќе помине во најдобар ред, а очекувам да нели преку еден концерт како и секој уметник кога ќе го изреализира концертот и ќе изнесе пред публиката она што, да кажам, низ годините поминало во студио како снимање, како работа со тимот, да го изнесе во живо, со голем оркестар. Мислам дека е предизвик за секој еден уметник, така и за мене. Очекувам да преку овој концерт и јас како уметник се качвам на скалило погоре во мојата кариера. И сега ти си еден од ретките женски вокали кои што заслужуваат навистина големо внимание. Со оглед на тоа дека интерпретираш само традиционални фолк песни, а и ретко кој одбира да го работи ова, бидејќи е една специфична, нели, како да кажам, гранка во нашата музика. Зошто токму се одлучи за овој стил на музика? Па да, ретко кој одлучува да го интерпретира. Сметам дека најдобро можам да се искажам преку овој стил. Јас ова
да кажам, го правам од многу мала. Јас со 14 години почнав да настапувам како соло изведувач на народни песни. Бев многу интересна, бидејќи бев многу млада, пеев автентично, традиционално. И понатаму се развив, се градев до ова што сум денес. Едноставно, треба, мислам дека секој уметник да е различен и да е специфичен по нешто. Јас токму тука го најдов она специфичното, она X фактор во мене, да нели го покажам на публиката, а истовремено да работам нешто што е многу добро и благородно за државата, за Македонија и за македонската музика. Така што некако се поклопија сите овие работи, можам да кажам дека публиката го препозна тоа кај мене и сега веќе не сметам дека е табу тема да се пее македонска народна музика. Гледам дека и многу други помлади артисти се обидуваат и сакаат да водат истиот пат, што мене многу ме радува. Така да колку сме повеќе, веројатно и толку подобро ќе ни оди на сите како нација. Секој твој албум си има и секоја твоја песна е како една приказна да е раскажана преку една песна и преку еден твој албум. Што толку те фасцинира во овие приказни кои сакаш да ги пренесеш преку твоите изведби? Секоја една песна крие историја, тоа е дефинитивно, бидејќи јас многу често имав прилика да истражувам и да ги анализирам песните и како текстови, како мелодии. Постојат големи варијанти и во делот на мелодиите, и во делот на текстовите. Тоа сум го правила долги години и во периодот на моите средношколски денови, во периодот на високо, додека нели студирав на факултетот за музичка уметност и се уште сум на постдипломски студии. Многу интересно кога ќе се анализира ваков стил на музика, бидејќи во народната музика, во народната песна постојат многу жанрови. Со самата идеја дека веќе навлегуваме длабоко во историјата и чепкаме еден многу осетлив момент од духовната култура на македонскиот народ. Самото тоа е предизвик и убаво е кога низ песна ќе се раскаже приказна, но јас повторно ќе кажам, треба и да се доживее таа иста приказна, барем во некои сегменти од животот. Можеби со степенот на зрелост кој што го имам денес, како жена, како сопруга, мајка, многу повеќе можам да ја почувствувам и приказната која што ја носат овие песни. Бидејќи е навистина содржајна и бидејќи на моменти, зависи за кој жанр правиме муабет, дали е тоа љубовна тема, дали е тоа тема од секојдневниот живот, можеби печалбарска тема. Мислам дека многу подобро може една мајка да се разбере кога ќе го испрати чедото во туѓина и кога веќе ќе ја почувствува љубовта према своето чедо, многу подобро може да ја изнесе на таа тема пред публиката. Кога еден артист осетил вистинска љубов во животот, може да отпее песна која што има љубовна тема и да донесе пред публиката со голема емоција, публиката тоа го препознава. И сега за да се пробие еден артист на сцената со ваков тип на музика, со оглед на тоа дека ти си, како да кажам, секогаш и твојот аутфит, односно твојот изглед е во склад нели со овој тип на музика. Колку е тешко да се пробиеш на фолк сцената со ваков тип на музика, со оглед на тоа дека нели другите твои колешки и сценскиот настап им е поинаков, нели со поинаква облека и така натаму. Како се носиш со ова? Па веќе публиката го препознава мојот стил и не очекува од мене да се појавам медиумски во некое друго издание. Веќе јас знам како да донесам една одредена песна, бидејќи ова е осетлив тип на народна музика која што јас го изведувам. Не сметам дека треба да изгледам поинаку, бидејќи ова е скромен стил на уметност, на пеење. Не се гледам себе во поинакво издание. Можеби, не можам да кажам дека е со сигурност така. Можеби е полесно кога би
се поработил на друг изглед. Можеби подобро се допира до публиката, но повторно ќе кажам, тоа е одреден тип на публика која што ќе привлече еден уметник со еден одреден стил на изглед. За да се допаднете на една сериозна публика, една концертна публика, што велам јас, треба да се изгледа онака како што нели бара и самата музика и самиот оној стил кој што еден уметник го работи во него. Така што јас тука комплетно како слика знам како треба да го донесам нештото и тоа сигурно така ќе продолжам да го правам. Публиката го препознае, многу сум среќна што јас имам многу во публика, имам многу господи кои што многу често доаѓаат, се фотографираат со мене, многу често знаат да ми кажат дека ги слушаат моите песни. Многу ми е драго што имам женска публика. Би кажала како жена уметник со одреден изглед, можеби полесно може да се привлече машка публика. Меѓутоа во случајов јас навистина сум многу среќна што има дами кои што ја сакаат и ја слушаат оваа музика. Кој ти помага што и како нели да облечеш, еве без разлика дали станува збор за сценски настав, дали станува збор нели за снимање на спот или да се појавиш во некоја ТВ емисија, со кого се консултираш? Ти помага ли некој во изборот на облека или можеби сопругот или некој што е задолжен за тоа или сама тоа го правиш? Во принцип, јас и сопругот сме тие што се одлучуваат заедно да прават. Дали е тоа гардероба, дали е тоа избор на песна која што ќе треба да изведам во некоја музичка емисија и се друго што работиме заедно, дали од уметнички, дали од технички аспект, се работиме заедно, така што мора да се консултирам, не може без консултација. Многу често знам да ги консултирам моите пријатели, моите колешки, драги, дури оние кои што соработуваат со мене како Авангард и Елена Лука, знаат веќе што треба да ми понудат. И тука веќе, бидејќи години се во прашање, години на соработка, тука веќе се наоѓаме и знаеме на кој пат сме. Минатата година ја напушти групата Седенка, со која што долги години соработуваше, некако како изненадување беше за сите, па што беше причината? Да, точно е дека и јас и Маријан заедно го напуштивме бендот, од причини што сакавме да работиме истото што и досега, меѓутоа со една друга енергија. Така и се случи мојот музички колектив, веќе оние што ме следат на социјалните мрежи може да видат дека се потпишувам како јас и мојот музички колектив. Зошто? Затоа што потребата раснеше кај мене и кај Маријан да можеме да одговориме на сите понуди кои што се случува. Еве во текот на оваа година се случија многу настапи и настани во Македонија и надвор од Македонија, каде што требаше да се одговори и на свадбени прослави, да речеме семејни прослави, и на концерти, на затворени и отворени сцени. И тука веќе јас го одбрав како најсоодветен термин музички колектив, што значи исто така, нели музички бенд, што го практикуваат како термин многу мои колеги. Музички колектив како еден комплет од луѓе кои што нели музицираат и ја сакаат исто така оваа работа, меѓутоа состав кој што може да биде надграден заради тоа што во одредени моменти навистина ми е потребно да имам поголем оркестар со себе. Дали е тоа концерт во прашање, тука веќе се вклучуваат покрај оние 6 луѓе кои што сме стандард во колективот, да има плюс музички инструмент, дали е виолина, дали е канон и така натаму. Затоа е музички колектив, затоа што може да варира како бројка, но да одговори на сите оние потреби, сите оние програми каде што јас сум повикана. Бидејќи ги напомена прославите, нели и сето она што го работите, не само прославите и концертите, се живее ли од традиционална музика кај нас добро? И дали во една прилика имам слушнато дека не сакаш бакшиш да ти даваат на прослави, точно ли е тоа? Така, прво од традиционална музика дека може да се живее, со сигурност не може да се живее, бидејќи да кажам овој уметнички пристап кој што јас го имам према музиката и према она што го работам, да речеме моите музички албуми,
не може да ми донесе стабилна екзистенција. Тука сме јасни, тука станува збор за неколку концерти во годината, еве јас дури после 10 години во студио сега прв пат реализирам мој солистички концерт. Значи, тука веќе станува збор за една многу голема тема, да не ја отвараме. Сигурно не може да се живее само од традиционална музика, затоа и јас настапувам на разни семејни веселби, меѓутоа најчесто се тоа свадбени прослави, каде што има еден друг тип на организација, знаеме како функционираат свадбените прослави, не се оградувам од земање на бакшиш, секако дека земам бакшиш, не практикувам да се снимам со многу пари на микрофонот, јас не сум веројатно и така препознатлива како интерпретатор. Обично бакшишот го предавам на некој од моите колеги. Инаку, нели, тоа е нормално кога веќе се настапува и нормално е да гостите сакаат да го наградат пејачот или инструменталистот со бакшиш. Далеку од тоа. Но потребата да се настапува секако. Јас морав да ја реализирам некако, а најсоодветен начин се настапите на свадбени прослави или се тоа концерти, најчесто во организација на разни општини каде што сум поканета, разни манифестации, така што има сцена. Далеко од тоа дека нема сцена и има каде да се заработи и како добро да се живее. Јас сум при тоа и вработена редовно во ансамблот танец. Меѓутоа само од концерти, само од традиционална музика, тоа е за мене храна на душата и полнење на батерии. Сега во еден дел и период, нели, од твојот, како да кажам, пат, си професор на Факултетот за музичка уметност. Кога би требала да бираш повторно, еве, дали би одбрала да бидеш професор или повторно ова што си дел од ансамблот како вокална солистка? Па добро, ако морам да одберам помеѓу двете, секако ќе одберам сцената. Јас просто сум жива кога сум на сцена. И не, мислам, навистина е жално да еден уметник кој што сака да биде на сцената и да грее, да се затвори во кабинет и да држи настава. Јас го имам почувствувано и тоа, бидејќи еден период од мојата професионална, да кажам, кариера се заминав од танец и тоа беше еден период од 2 години, кога предавав само во средното музичко училиште и сватив дека не сум на вистинското место. Инаку јас и претходно предавав и имам некое 6 годишно искуство како наставник по народно пеење. Едно преубаво искуство за мене, кога би имала време и можност, сигурно би ги работела овие две работи паралелно, бидејќи е убаво да се градат млади кадри и млади уметници и некако да се доближуваат до себе и да се биде на сцена заедно со нив. Мојата примарна цел беше и да создадам млади таленти кои што ќе дојдат и ќе работат со мене во иднина во танец. Меѓутоа, јас имав толку многу обврски. Тука се и моите дечиња на кои што им требам и не можам да бидам целосно посветена на работа. Сега веќе преминуваме на делот од приватниот живот на Елена, нели малку повеќе да го приближиме и твојот приватен живот до нашите гледачи. Веќе во брак си подолг период, нели, со Маријан, имате 3 синчиња за кои што, нели, се грижите секојдневно. Би сакала да ни кажеш повеќе како се случи љубовта со Маријан. Како се влюбивте? Каков беше тој интересен начин на запросување, малку повеќе да ни откриеш ете за тој момент од твојот живот? Со Маријан се знаеме уште од средно училиште. Јас имав една другарка, уште не игрорна, одев во едно културно-уметничко друштво и така започна и мојата љубов према сето ова и така се запиша во средно музичко. Маријан дојде на проба во игрорната и јас прашав кој е. Ми кажа не прашува, има девојка зафатена, добро. Беше многу интересно што јас и Маријан воопшто не се сложувавме во средно училиште. Он беше една генерација пред мене, дури една година не разговаравме. Се сеќавам, тој беше 4-та година, јас 3-та, не разговаравме, не соработувавме, некако како енергии не можевме да се најдеме никако. Дури имаше една паровна игра која што требаше да ја играме заедно на концерт. Бевме пар, моравме да се гледаме и да играме. Ама се гледавме буквално како мачи и куче.
па подоцна се случи се, некако ние сме си биле толку близко еден до друг, а всушност не сме знаеле, веројатно. Веројатно сме зреле, сме раснале заедно, сме си ги научиле нашите мани и добри страни, па сме се пронашли. Инаку знам дека кога ми понуди брак, бидејќи кај нас многу од нештата се случуваат со случајно, спонтано и со многу смешки. Многу се смееме во текот на еден ден. Ми понуди брак и само што ми го даде прстенот, имаше огномет, бидејќи бевме во близина на еден ресторан и веројатно си имаше огномет од некоја свадбена прослава. Е, вика, еве, види, за тебе имам огномет нарачано. Викам, добро, важе. Секако ќе прифате, викам, и без огнометот. И сега, бидејќи знаеме како е во денешно време, е навистина многу тешко да се опстои во една брачна заедница, треба многу толеранција, треба многу разбирање. Предпоставам дека вас ви е можеби многу полесно, бидејќи сте постојано заедно и приватно и професионално. Што е важно за да опстои еден брак и што е тоа што вас ве, како да кажам, ве врзува во таа брачна заедница? Што е клучно за успех на еден брак? Многу нешта. Јас и Маријан сме зависни еден од друг. На моменти дури посесивни еден кон друг, затоа што цел ден го поминуваме заедно. Ние сме колеги на работа. Многу често зборуваме дека не ни требаат ни два автомобила, ние сме секогаш заедно. Што треба да се склопат многу коцки, заеднички ставови, па и да се спротивставени некаде, на крајот да се најде заеднички баланс. Мора да се подобруваат врските за да функционираме, зборувам технички во секојдневниот живот, да се знае точно кој зашто е предодреден. Некој пат тој има потреба да ескивира повеќе од обврските, па јас да ги завршам. Некој пат јас сум таа што ќе прави работи за себе, а тој ќе биде жртвата за семејството. Но се наоѓаме секој пат на средината на нештото, но примарно за да опстои еден брак мора да има љубов, покрај тоа што ќе има толеранција и разбирање. Без љубов не може да опстои ниту еден брак. Сега тука ми се наметнува едно друго прашање, бидејќи многу често се говори на оваа тема дека без љубов бракот не може да постои. Дали Елена би останала во брак без љубов? Кажав, јас веќе го одговорив прашањето, секако дека не. Јас тоа го имам како пример живеено од моите родители и растено во еден брак со многу љубов. И ден денеска покажуваат колку навистина е потребна љубов да се помине преку сите препреки кои што животот ќе ни ги постави. Не за џабе се вели и во добро и лошо да сте заедно, да се сруши светот. Ако постои љубов, секако ќе постои бракот. Мајка сте, како што напоменав, на 3 сина. Како е да се има, ајде да кажам, 4 мажи дома? Како ти се одвива еден обичен ден со 3 дечиња? Колку внимание и колку време е потребно Елена пак да посвети во тој сегмент од приватниот живот? Многу. Значи, без разлика, верувам дали се машки или женски, јас со 3 машки деца сум во секојдневието. Од аспект на обврски, да речеме како мајка, нели, сите обврски си ги завршувам дома, дури многу сакам и да готвам, јас чистам дома, бидејќи сакам да си имам контрола максимална на се. Не знам стварно како се наоѓа време и тоа е некоја чудна сила која што ми доаѓа за да сите работи ги завршам. Не само во домот, туку и надвор од дома, бидејќи дечињата се на различна возраст, па треба да се однесат на разни спортски активности, воншколски, школски активности, да се биде со нив, да се поддржат во секој едно нешто кое што го прават, бидејќи тие се бараат сега. Во различен период од животот сакаат да бидат спортисти, па сакаат нешто друго да прават. Тука сме и
соочени со момент да сакаат и да не наследат нас, па сакаат да одат на игроурна, па на музичко. Така да вториот дел од денот во принцип сме таксисти со Маријан, па ги разнесуваме да им удоволиме за се. А јас како жена сакам да им оставам добар пример на моите деца за тоа како треба да изгледа жена и мајка. Сепак има машки деца, можеби тука и се крие и дел од одговорот на прашањето што се случува со мојот изглед и во поглед на сценските настапи. Јас не смеам да ги разочарам моите деца никогаш. Морам да внимавам и секој пат да бидам достоинствена, бидејќи сепак се тие на возраст каде што може нивните другарчиња да им кажат ја видовме мајка ти вака изгледаше или така изгледаше. Сакам да секој пат оставам добар впечаток и бел образ пред моите деца и пред мојот сопруг секако. Ме интересира за еден момент малку повеќе да ни кажеш за време на третата бременост. Си имала проблем малку со гласот, со оглед на тоа што до последен момент си настапувала и дури си имала и малку предвремено породување. Ајде малку раскажи ни овој момент. Тоа беше многу убав период од животот. Се случи мојата трета бременост, сакана бременост. Многу често знам да кажам дека сакав девојче, меѓутоа Господ имал други планови за мене и среќна сум со 3 машки деца. Буквално си седев со пријателка на кафе, со мојата старосватица, ќе си ја поздравам. И си го уживавме нашето пријателско кафе, кога мене ми дојдоа болките и кажав јас ќе се породам. Викам, како ќе се породиш? Да, викам, јас ги препознавам болките, јас сега од тука ќе одам да се породам. Само викам, ќе си го допијам кафето прво. И навистина така беше, си го испив кафето, си отидов пеш до дома и моите 2 дечиња беа со мене. И се породив порано, да, навистина се породив порано, веќе само што влегов во 9-тиот месец, а во текот на 9-тиот месец имав уште свадбени прослави резервирани, бидејќи јас ги пеев сите свадби до крајот на бременоста, бидејќи убаво се чувствував и тоа не штекли. Сакав да одговорам на моите обврски, бидејќи сепак свадбена прослава се планира цела година и знам што значи за младенците да им дојде или да не им дојде пејачката на свадба. Дури дента кога се породив имав исто така договорена свадбена прослава. И барав замена во предродилна сала. Беше тоа интересен момент, благодарна сум на колешката која што ми излезе во пресрет и која што претходно имаше искуство со бендот, па одлично се вклопи нештото. За мене непријатно, бидејќи сепак не одговорив на обврската, но уште поинтересно е што Маријан дозна дека сум се породила, а веќе почна да свири свадбен марш. И тоа беше еден момент кој што до ден денес си го раскажуваме, како тој плаче од среќа затоа што му се роди син, а во меѓувреме нели свири на свадбена прослава каде што нели треба да не се почувствува ништо, треба да се да изгледа безпрекорно и перфектно, така да си се израдувала и за себе, се израдувала и за младенците. И тоа ќе ми остане онака како еден хайлайт во животот, бидејќи со луѓето на кои што требаше да им настапам на свадба, ден денеска сум во добро пријателство. А во однос на гласот? Во однос на гласот, па имав една ситуација, веројатно можеби и од ковидот поттикната, никој пат не дознав кој е појдовниот момент, но имав во бременоста точно состојба на нодули кантатори и тоа беше еден таков период на немоќ каде што јас мислам дека ќе испеам безпрекорно добро, а од мене не излегува глас. Ова го знаат многу од да кажам вокалните интерпретатори, од гласовните професионалци како пејачи или како водители и така натаму, дека колку повеќе веројатно се трошат гласилките, може да се дојде до одредени состојби. Јас мојата немоќ едноставно ја почувствував и не знаев како да ја решам. Морав да одам на преглед кај специјалист, каде што ми препорача ласерска операција или отстранување на акутни нодули, што за мене беше невозможна мисија. Првенствено бев
фаза на бременост. Докторите се шегуваа со мене, велеа бремените жени треба да имаат најбуен и најубав глас, што се случува со тебе. Велам, не знам што се случува, јас сум толку немоќна, јас мислев дека заврши мојата пејачка кариера, но благодарение на добри доктори, со помош на физикална терапија, со многу трпеливост, многу истрајност, одмор и несоодветна терапија, бидејќи јас не смеев да примам терапија, бев бремена, јас некако успеав да се извлечам и да се излечам, благодарна сум и ден денеска. Се уште си ги пременувам сите препораки, се што ми кажа докторите. Се надевам дека ќе продолжи се да се одвива во добар ред. Бидејќи мене ми е најважен мојот инструмент. Прв пат те среќавам вака во живо и можам да забележам дека навистина прекрасно изгледаш за оние години кои што си ги носиш. Многу од твоите колешки веќе сакаат да направат некои корекции, дали на усна, дали на обран или на јаболчниците за да изгледаат помладо. Што мислиш ти за естетските корекции? Би направила ли некои корекции во иднина, ако не си задоволна од својот изглед? Некако како термин естетска корекција која ќе се спомене, ние сите си замислуваме дека треба да се добие нов облик. Има разни видови на естетска корекција кои што може да бидат веројатно и посуптилни, па да не се ни препознае дека се направени. Не знам во иднина, не верувам дека би направила. Не знам како ќе изгледам во иднина, иако многу работам на мојот изглед. Се трудам да се негувам и тоа се да изгледа природно. Фала му на Господ и Маријан не вели дека ми треба нешто да се коригира кај мене. Почитувам. Многу од колешките практикуваат и тоа е нивен избор. Нели, сите ние правиме се за да се допаднеме на публиката, првенствено. Меѓутоа, мислам дека мојата публика вака ме препознава и вака ме сака, така што во блиска иднина сигурно не би направила корекција. И сега ни следува еден многу убав период, каде што нели ќе ги празнуваме новогодишните и божикните празници. Како се празнува во вашиот дом Божик Нова година? Дали сите учествувате во украсување на елката на домот? Дали и децата се вклучуваат? Ајде малку тоа да ни го објасниш околу празниците и вашиот дом. Кај нас да може да биде украсено за Нова година, цела година би било украсено. Почнуваме ние со подготовки крај на ноември, веќе почеток на декември, се веќе на свое место, знаеме кој украс каде треба да стои. Сигурно дека учествуваат и тие се генерално оние кои што го уредуваат и употребуваат својата креативност во уредувањето на домот, инаку домот ни добива сосема различна слика кога ќе ги ставиме сите новогодишни украси. Ние буквално се уживаме во тоа. Маријан е задолжен за сите светлосни ефекти. Тој си го планира изгледот на украсувањето во делот на светлото што од почетокот на годината. Не буквално живееме за тој период. Тој е период кога сме на колективен одмор од работа и некако ни е одреден за период поминат со дечињата и уживање во домот. Многу ретко работиме за празниците. Навистина сакаме да се одмориме и сакаме да се посветиме. Некако тој период од годината ми е како период за семејството. Можеби затоа што преку целата година сме активни, заработуваме, нели многумина од пејачите од естрадата сакаат буквално за празниците да работат и тоа е оној плоден, да кажеме, период. Ние пак не размислуваме така. Домот, мислам дека нема поубав изглед во ниеден период од годината кога се новогодишните и божитните празници. Знаеме да им направиме многу пати на дечињата приказни дека дошол Дедо Мраз. Минатата година цела дневна беше со брашно, затоа што нели Дедо Мраз влегол со снег и направил неред, ги изел колачињата, го испил млекото и оставил подароци. Секако големиот син кој што е 8 оделение веќе не паѓа на овие приказни, ама малите се уште се радуваат и гледаме тие моменти да си бидат приватни, интимни за нас. Ние не споделуваме многу од семејните приватни нешта, но знаеме ние колкава архива си поседуваме во домот
и буквално се уживаме во тоа. Бидејќи вака цело време сега те слушам, толку мирно, спокојно зборуваш, знае ли нешто да те извади од такт понекогаш и што е тоа? Знам да се изнервирам. Знам да се изнервирам, но научив да не сум избувлива и да не го употребувам гласот за да искажам дека сум нервозна. Можеби, бидејќи имав и проблем со гласот и морам да го штедам, и кога треба да ги некогаш да изреагирам и према децата малце побурно и на висок тон, тоа го правам смирено. Тоа го научив. Вела дека човек не учи на кога е повозрасен, ама учи и се менува, тоа дефинитивно. Во принцип многу ме нервираат неправди. Дечињата дома не ме нервираат, тие се само деца, тие учат во животот. Допрва се сретнуваат со секакви ситуации, со разни препреки, со состојби сега на лицемерие, веќе и во период на тинеџерските денови. Не им се верува како може во општеството така да се функционира. Јас на нив за ништо не им замерувам. Може да се замерам за себе затоа што нешто не сум им пренела на нив како што треба или не сватиле. Но неправди знаат на вистина да ме изнервираат и тоа ми се случува многу често во секојдневието, посебно на професионален план. Некако сум научила да се справувам со сето тоа, многу често да се кажам, сите сме гости на овој свет, се ќе помине, времето се ќе излечи, ќе дојде моето време. И мислам дека лекот за или здравјето е во смиреноста и во справувањето со обврските преку еден начин. И јас мислам дека тоа е најчесто преку разговор. Јас најчесто разговарам со Маријан за се нешто што се случува и многу често се наоѓаме заеднички јазик и НЗС за се да се реши намирно, за да нема никакви последици, ни по здравјето, ни по животот општо. Елена, ти благодарам за овој разговор. Само на крај би те замолила уште еднаш да се обратиш до нашите гледачи, оние кои што ќе го гледаат овој разговор, и да ги поканиш на твојот концерт. Со задоволство ќе ги поканам на мојот голем солистички концерт, сите кои што сакаат да почувствуваат една магија создадена од музика која што е наша историја, музика која што влече корени од едно давнешно време, музика во која што се обева Македонија, животот на македонскиот народ. Да дојдеме да запееме, нели? Сите заедно, моите 3 албуми се достапни на сите музички платформи. Веќе последниот албум Никнало цвеќе шарено може да се проследи во форма на видеоприказна, достапна е на мојот YouTube канал. Дојдете сите на 15 декември заедно да се споделиме една убава енергија, една убава музичка магија. Ти благодарам, Елена, и ти посакувам убав и успешен концерт, да биде посетен до последно столче. А секако ако не поканиш и нас како екипа, ќе дојдеме и ќе ги проследиме, нели, оние моменти важни за да ги пренесеме, нели, преку нашата веб страна. Така, ви благодарам на вас за поддршката како медиум и што имате слух за она што јас го работам. Ќе ми биде задоволство да ве поканам и да бидете и вие дел од она што ќе се случува на 15 декември, а потоа да се видиме и да си поприкажеме како било и да споделиме импресии со оние кои што нема да можат да дојдат.